Па вака, после една година пауза, повторно се активира спортската паралелка во Струмица, посебно по фудбал. Инаку уписот се уште нема одредена дата за селекцијата кога ќе биде. Најверојатно во месец април, а може да се запишат сите деца кои што тренираат фудбал, мора да тренираат значи фудбал, не може кој како сака. И бројката не е ограничена. Така, значи, дали една паралелка станува збор Да. и има ли некоја соодност колку момчиња, колку девојчиња, дали во прва година може да се запишат девојки кои што веќе тренираат фудбал? Да, може да се запишат и девојки, секако во сите 3 години има и девојчина, но тоа ги одредуваат тренерите што ќе дојдат од федерација, од ФФМ. А колку ќе бидат не се знае. Иначе паралелката може да биде максимално 34 деца, од кои што 4-5, обично 4-5 девојчина селектираат. Како оди целиот процес за селекција, се повикува, сите оние заинтересирани најпрво претпоставам дека се пријавуваат, па потоа се селектираат кој се може да биде во таа спортска паралелка. Да, тоа може и тренерите најдобро знаат, но сепак има две селекции, едната е во април, доколку не се исполнат бројот од 34 ученици во првата селекција, има уште една селекција, мислам дека беше во јуни месец и повторно идат селекторите од федерацијата со цел да се направи добра квалитетна паралелка од 34 ученици. Значи повторно ја активираме паралелката во Струмица. Овој Струмица, нашата паралелка опфаќа доста голем регион. Најпрво од Струмица, од нашата општина, од населените места во Струмица, Струмичко. Исто така овде спаѓа Неготино, Демиркапија, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Берово, од каде исто така има доста деца, фудбалери кои тренираат по своите клубови и сакат да се запишат во оваа академија на федерацијата. Реков, не е познат терминот за упис, но кој се може да се пријави и како ќе се изврши таа селекција? За да се запознат сите кои што се заинтересирани. Сакаме да ги запознаеме сите деца во регионот, значи кои сакат да се запишат, а мислиме дека добро е за оние што тренираат фудбал и што сакат да продолжат со тренирање, со професионално, па и со училиштето секако. Значи да ги запознаеме, да имаат подобра, веќе имаме најавено за доста голем интерес да се пријават, тоа сигурно ќе биде некаде во април и ќе се прават селекција од тренерите, селекторите на Фудбалската федерација на Македонија, па така ќе се изберат, да кажеме, колку број тамо 20-30 деца. Така. Услов е тоа да бидат децата членови во некои фудбалски клубови во рамките на Југоистокот, можеби малку и пошироко. Тешки ли се тие селекциони, односно дали федерацијата одлучува конкретно кој што и како? Да. Ние во пракса сакаме да има поголем број на деца. Имаме искуство сега во трета година, дете од Гевгелија не е тренирало никаде, па дојде овде и помина на овие. Спортист има желба, покаже некој талент, така да го прими. Имаме секакви случаи, но во најголем број, најголем случај се фудбалери кои тренираат деца во своји клубови, така да се занимават, да не кажем и веќе и професионално со тренирање со фудбал, но исто така сакат да отидат на училиште, да учат нормално, да имат полесни часови, да имат помал број на часови фонд, но секако после може да се запишат пак на факултет, но во исто време да извадиме и некој утре некој фудбалер.